Куманово денеска одбележува 506 години од постоењето и 81 година од ослободувањето на градот од фашистичкиот окупатор. По повод празникот на градот, традиционално на спомен костурницата беше положено цвеќе од голем број делегации од Куманово, владата, собранието, армијата, МВР, представници на амбасади во земјава, збратимени градови, меѓународни организации и граѓани. Празничен говор одржа подпредседателот на Општинскиот одбор на Сојузот на борци од Куманово, Цоки Ристовски. Народно-ослободителната и антифашистичката војна не беше само вооружено востание. Тие 4 крвави години по својот карактер беа наисполнети, наинтензивни и сестрно преродбенички во богатата македонска историја. За нас, македонците, оваа историска етапа беше просветена на исполнување на вековни копнежи и сонови на многуте генерации борци низ вековната борба за слобода и самостојна држава. Куманово е град кој има голема и вековна револуционерна традиција, при што многу генерации се бореле за националната и социјална слобода на својот народ. Во виорот на Втората светска војна, кога владееше фасистичка идеологија, младите напредни кумановски интелектуалци, работници, земјоделци се приклучија на повикот на Комунистичката партија на Југославија за вооружен отпор и борба против окупаторот. Во раните утрински часови од правец исток и североисток навлегуваат првите борци од 17-та македонска ударна бригада, го ослободуваат градот и се упатуваат во центар на познатата Тумба. При влегувањето и поминувањето низ улиците, граѓаните излегле радосни, весели, среќни, насмејани и ги дочекале своите сакани борци кои ја донесоа слободата на народот. Придонесот на Куманово и Кумановско во народно-ослободителната и антифашистичката војна е голем. И во овие 4-годишни борби загинаа 455 борци и 373 жртви на фашистичкиот терор, кои ги вградија своите животи во темелите на нашата држава Република Северна Македонија. Денес стоиме горди и со исправени глави на ова свето место пред спомен костурницата, во која се наоѓаат коските на загинатите борци и на неколку народни херои кои ја извојуваа победата врз фашистичкиот окупатор и ја донесоа слободата. Нашата порака од ова свето место е паднатите борци и жртвите за остварување на народните идеали не треба никогаш да се заборават. Денес е 11 ноември, ден кога градот Куманово одбележува 81 година од ослободување. Ден кога борците од народно-ослободителната и антифашистичката војна на Македонија успеа да го порзат фашистичкиот непријател и домашните предавници. Градот Проборец денес празнува со своите граѓани. На крајот партизански ќе ве поздравам. Смрт на фашизмот, слобода на народот. Нека ни е среќен и вечен празникот, да живее црвено Куманово, да живее Република Северна Македонија. Македонија. Стиснете ги тревките. Неја ќе исцедите. Наслонете се врз каменот, името ќе го чуете. Симнете се во реките, дното со неа ќе ве почести. Легнете да починете, и ноќта со неа ќе ве покрие. Свечената седница годинава се одржа во Занаечискиот дом. Присутните имаа можност да проследат 20-минутна видеопрезентација за реализираните проекти на Општина Куманово во текот на изминатата година. Гостите ги поздрави градоначалникот Максим Димитриевски. Никој не може да го избрише тешкиот и крвав 11 ноември 1944 година, денот кога конечно Куманово се ослободува од стегите на безмилосниот фашистички окупатор. Со храбри срца во градите и одважност во човечката мисија, со јасна цел пред себе, Христијан Тодоровски Карпош, Киро Фетак, Боро Менков, Перо Чичо, Бајрам Шабани, Мара Нацева, Боро Петрушевски Папучар, Трајко Славевски Бузо и многу други млади луѓе во најубавите години од својот живот се изборија за слобода на своите граѓани, заземајќи свое место во херојската историја не само на Куманово, туку и на Македонија.
Аманетот што ни го остави е наша обврска за развој и унапредување на државата, сочувување на македонскиот идентитет, јазик и традиција, одржување на довербата, создавање на нови искрени пријателства. Националните вредности имаат долгогодишен процес на создавање, кој треба да се почитува и да се брани од сите лоши намери, со почит и достоинствено признание на народните борци, кои ги дадоа своите животи за слобода на сите нас, да не се откажеме од намерата во одбраната на вредностите на нашиот град првоборец, град на луѓе со ведар дух, на поборници за заедништво и сплотеност. Како прв човек на Куманово, горд на укажаната доверба од страна на моите сограѓани по трет пат, сакам да ветам дека нашата локална самоуправа ќе достигне повисок степен во исполнување на обврските и заштита на правата на нашите граѓани, покажувајќи одговорност, отчетност и лојалност кон истите. Различни сме по идеологија и размислување, но единствени во мислата. Заедничката соработка преку тимско делување, одговорност во постапките, отвореност за нови идеи и предлози, континуитет во приоритетните заложби за доброто на граѓаните, како позитивни чекори кои ќе го задржат единството и ќе обезбедат напредок и на нашиот град и на нашата држава. Посакувам безброј празнични заеднички денови, кои ќе не подсетуваат дека националните вредности и традицијата се сакаат со срце и представуваат наше единствено и уникатно богатство. Нека ни е среќен и вечен 11 ноември, денот на ослободување на нашиот град. На покана на компанијата Lidl, градоначалникот со премиерот на Македонија Христијан Мицковски, представници од владата и собранието, секретарот на општината и претседателката на Советот беа во работна посета и увид на градежните активности на регионалниот дистрибутивен центар во Речица. Димитриевски со раководители од општина Куманово присуствуваше на настан на тема прекугранична соработка за градење на отпорни заедници, вмрежување и размена на најдобри практики за превенција и спречување на насилен екстремизам, рехабилитација и реинтеграција. Општина Куманово е прва општина во државата со изработен и усвоен акцијски план за климатски промени, приклучена на платформата на Европската Унија. Како успешен пример, секретарот на општината Емилија Сларидис Јаневска и раководителот на сектор Донка Петровска беа панелисти на завршната конференција на проектот ЕУ за енергетска транзиција. Димитриевски додели благодарници на физички и правни лица кои бележат врвни резултати во областите на делување преку посветеност во професиите. Академскиот ликовен уметник магистар Зоран Арсовски Бабата, професор доктор Альмир Ушити, Иван Цветковски, танцовиот спортски клуб Динамик, танцово студио Виртус, првиот лиценциран планинарски водич Бован Стефановски, спортскиот кикбокс клуб Предатор, фудбалскиот клуб Башкими и младинскиот кошаркарски клуб Куманово се добитниците на признанијата од градоначалникот. Во име на добитниците на благодарниците се обрати Тања Китановска. Ноемвриска награда годинава не се додели заради се уште неконституираниот совет на општина Куманово, заради што не е формирана и новата комисија за одбележување на празници, манифестации и доделување на награди и признанија, која одлучува за добитниците. Ноемвриската награда како највисоко општинско признание за прв пат е доделена во 1967 година. Свеченоста по повод празникот на градот беше проследена со богата културно-уметничка програма. На градскиот плоштад вчера вечер се одржа голем концерт во организација на Фондацијата за култура и спортот Куманово под покровителство на градоначалникот и советот на општината. На сцената настапија Лука Чомбе, Еда Јакупи, Калиопи, Тони Сен и Сладкаристика. Музичкиот настан го отвори градоначалникот Максим Димитриевски, упатувајќи празнична честитка до граѓаните. Концертот традиционално беше проследен со огновет. Драги мои кумановки и кумановци, нека ви е честит денот на градот 11 ноември и уште многу години вака сложени, сплотени, единствени, различни по вера, по етнос, па и по политичко определба, но секогаш знаеме како и за кого.
да сте ми живи и здрави. Ви благодарам на сите од срце што ми дадовте доверба по трет пат да продолжам да го водам Куманово, а не очекуваат 4 успешни години. Одиме понатаму сите заедно за наше Куманово. Ве сакам Куманово, Кумановци и Кумановци. Да сте ми живи и здрави и среќен празник граду мој. Одиме на најако! Во уметничката галерија на Кумановскиот музеј вчера вечер беше отворено 69-тото издание на изложбата на уметнички дела Кумановски ликовни уметници, на која учествуваат 23 автори од Куманово. Изложбената поставка е составена од дела во различни ликовни дисциплини на сликарство, графика и скулптура, изработени во повеќе ликовни техники, како и други форми на ликовниот израз, инсталации и видеоарт. Настанот е реализиран под покровителство на градоначалникот и Советот на општината со поддршка на Министерството за култура и туризам. За љубителите на уметноста, изложбата ќе биде отворена до 20 ноември годинава. Кумановската болница континуирано ги подобрува условите и грижата за пациентите. Директорот на јавната здравствена установа Сашо Стошевски информира дека започнале со најсовремен третман на травматолошки повреди. Во јавната здравствена установа Општа болница Куманово започнавме со примена на нова и современа оперативна техника наменета за третман на проксимални фрактури на бутната коска со механизам на двојна компресија. Нашиот тим на хирурзи, ортопеди и травматолози е обучен за примена на оваа најнова технологија која представува значителен напредок во третманот на травматолошки повреди. Општата болница Куманово бележи континуирана посветеност кон унапредување на хируршките методи и подобрување на грижата за пациентите. Се стремиме да бидеме лидери во примената на иновативни технологии кои што овозможуваат подобри резултати и поквалитетен живот на пациентите, соопшти Сашо Стошевски, директор на Општа болница Куманово. Во секторот за внатрешни работи Куманово во текот на вчерашниот ден биле пријавени 4 обиди за измами, соопштија надлежните. Според пријавеното, на 4 повозрасни жени едно лице им се јавило на телефон и им кажало дека членови од нивните семејство биле прегазени во сообраќајна несреќа и ќе биде потребна одредена сума на пари за операција, но тие се посомневале во точноста на информацијата и пријавиле во полиција. Секторот за внатрешни работи Куманово апелира до граѓаните да бидат предпазливи, а особено повозрастните лица кога непознати лица им се јавуваат да не наседнуваат на измами во кои лажно се нудат услуги. Од денеска до 14 ноември во Алфи Техноцентар Куманово започнува највеселата и најисполнета недела во годината, роденденската шопинг магија по повод 16 години постоење на брендот Алфи во Куманово. Во чест на големиот јубилеј подготвени се големи клуб попусти на најпознатите брендови. Купувачите ќе може да уживаат во неверојатни акции на бела техника, клима уреди, апарати за домакинство, мебел за бања, новогодишен асортиман и уште многу производи од секојдневната понуда.